Високите температури зголемуваат бројката на лица кои бараат лекарска помош. Од службата за брза помош во Тетово велат дека се почесто граѓаните бараат помош од нив. Деновиве во службата се јавуваат од 70 до 150 луѓе, додека повици на терен бележат од 20 до 30. Препораките за пациенти кои што се хронични болни, кои што имаат проблеми со срце или пациенти кои што се диабетичари, тие треба почесто да мерат притисок, да мерат гликемија, да го мерат, значи нормално стањето кое што го имат. Ако евентуално имат некои проблеми, тие треба одма да се јават на својот матичен лекар. Нормално важат и за нив, значи консумирање на течности од прилика од 2, 3 до 5 литри, зашто не. Поконцентрирана храна е штетна, поготово за хроничните пациенти, значи да не консумират храна која што има повише, значи као овие сладки или концентрирани со сол и така натаму, повеќе да земат овошје, воќе и така натаму, значи лесна храна со други зборови. Битно е и облеката да се внимава, бидејќи при неадекватна облеката температурата се акумулира и што влијае нормално негативно врз здравјето. Што се однесува до значи до една друга група на граѓани кои што се обврзани да работат на отворено, кај нив малку е покомплицирано, бидејќи тие треба да бидат заштитени со посебна облека која што е адекватна за нив. Тие треба да имат и почести одмори нормално и за нив важи истото да консумират повише течности, а и добро е да се информираат што ако се случи некој топлотен бран да ги фати или има и такви, значи, тешки состојби кај што температурата се покачува и тешко е, значи случаи кои што се хоспитализират. Додека за граѓани, мислим за сите граѓани, облеката е најбитна, светла, лесна облека, адекватна, да се заштити глава, да се заштитат очите со соодветни очила. Друга група на граѓани или па тие што се дома, исто така имаме и такви пациенти кои што се јавуваат овде, кои што имат проблеми, болки во рамено или во други делови на телото, од климата што удира директно на телото. Значи климата никако не треба да удира на телото. Климата треба да се нормално да дува во простори над зидот и да не биде голема разлика меѓу надворешна и внатрешна температура околу 7 до 8 степени, ако е 35 надвор, нека биде 27-28 внатре. Што се однесува до, значи, до овие другите категории што се на басени и така натаму, тие нормално треба да се заштитат со заштитни креми и тоа ако се првите денови треба да имат поголем фактор на заштита од сончевите зраци. Ако не е неопходно, па не мора крај крајот 11 до таму 4-5 дена излегуваат на сончевите зраци. Од службата за брза помош апелираат на почитување на препораките. Превентивата и во овој случај е најважна за спречување на понатамошни потешкоти предизвикани од топлото време.